Добре дојде во студио за мојата гостинка Лаура Фер. Вие сте родена во Скопје како маж. Имате живеено во Канада 6 години, а 2 години во Америка, образована сте во Англија. Сега се водите како жена во Канада, иако законодавството во Македонија се уште не признава ваков тип на транзиција. Па, од почеток може ли да кажете како изгледаше тој пат на ваша трансформација? Кад самиот почеток во Скопје со моето разсознавање како особа која сум благодарение на интернетот и на некои луѓе кои претходно имале контакти со транс луѓе или со различни луѓе или доктори по високо интелигентно ниво, ми објаснија, ми приметија и почнаа разговор да водат така со мене, се чувствував безбедно и се чувствував пријатно преку нив. И ми ги споделят информации каде што јас конечно се сознав каде припаѓам. Доколку претходно сите ме мисле дека сум геј, ме вика геј со хомофобични испади, имав многу често проблеми во школското образование, исто дека учев школа, потоа и во војниот рок кога го служував. Така да се сочинував со дури насилство, имаше големо насилство. При самата моја желба и разсознавање, што го споделив со моите родители, со моите најблиски пријатели, сите се плашеа и ја немав поддршката бидејќи се грижеа за мојата безбедност. Бидејќи случајот сам покажа по лице како бев одвикувана, дури не бев доволно почитувана ни со државни институции каде што отвора фирма, кога има фризерски салон. Така да имав многу проблеми каде што, почитувајќи љубовта на моите најблиски, на моите родители, одлучив сепак да паузирам и да најдам друг пат, што го избрав многу потешкиот пат за да го направам, да се направам себе си среќен и да конечно моето умствени чувства да се поистоветуваат со моето физичкиот изглед. Да. Како изгледаше тој пат на медицинска трансформација? Каде се случи операцијата? Кога почнав со организацијата да разговарам, ме упатија некои доктори тука во Македонија, каде што ми рекоа до душа нема ни они никаква информација за транс, значи нема никакво познавање, и ме упатија во Белград, каде што има клиника, каде што медицинскиот тим е многу подобро запознат со оваа тема. Но тоа кошташе многу пари, идење во Белград на секој 3-4 месеци, така бевме од да кажеме просечно сиромашна фамилија како повеќето во Македонија дојдов, така да немав можности никој да ги направам и живеев во едно така да го наречеме. Тоа беше многу тажен период од животот, каде што морав да прифатам да живеам како геј, да се класифицирам како геј во општеството, бидејќи таму луѓето мислат дека на место воопшто не се чувствуват така. Значи тоа беше многу травматичен период мене во Македонија, како што го памтам, како дете малолетно и после полнолетно кое го поминуваше низ тие предрасуди, тие дезинформации, повеќето беа дезинформации во Македонија отколку информации за мојата лична транссексуална и за останатите кои ги познавам во Македонија. Добро, и операцијата беше изведена Операцијата отиде во Канада. Добро. Во Канада направив неколку операции кои се викаат феминизирање, нели тие што се физички доколку ги имаме некои машки изгледни форми, облици, се прави со мал захват на феминизација, така да во Канада за разлика од Македонија се осеќав како да сум во рајот. Толку беа од медицинскиот тим до од било кој човек во предавница каде што одам од државна институција, дури бидејќи се запознати со проблемите на трансгендерните луѓе кои да што нашиот пат е многу тежок, така да и многу услужливи се и многу ми беа од помош таму, така да што конечно се чувствував безбедна на прво место, се чувствував среќена и се чувствував подготвена да го направам. Како човек се чувствувавте? Точно, конечно се чувствував човек и почет да достоен за почет и достоен за собствениот живот, да. Околу пречките во околината веќе ги споменавте во Македонија. Сепак, особено хомосексуалната заедница се соочува со буквално напади, малтретирања, тепања, насилство. И тоа веќе трае, може да се каже, на цела деценија, може би дури и повеќе. Кој е начинот да се... Како вие гледате на начините на општеството да се соочи со овој проблем, која велам проблем, мислам на насилството?
Како гледате вие на тоа? Вака, можам јас, сега ова малце е многу чудно, бидејќи јас од пракса, од мојот личен живот и животот кој го познаем, например, младите луѓе, особите кои ќе се запознаат со нешто, кои ќе добијат барем мали првични информации, имаат многу отворен поглед и прифаќаат. Јас мислам сите тие насилници не е проблем до народот. Народот е, ние сме миролюбив и добротворен народ, повеќето од нас. Така да сакаме да се живееме и прифаќаат додека све што е ново им интересно и гледаат, пресудуваат дека не за гроздувачки ме прифаќа многу, но меѓутоа тие насилници и тие дали се не знам пратени, дали тоа се политички игри, па некој се плаши од нешто и има некој многу мал број на луѓе кои се тие насилници кои се учествуваат во такви хомофобични испади. Како со хомосексуалците, мислам, геј луѓето во Македонија имаат многу проблеми од тоа насилство. По самот сега си имате некои стигми и дискриминации кои тие насилници ги разпознаваат и го прават тој непријатен чин. Не знам дали се принудени од некаде, дали се пуштени, но меѓутоа својствено за човековиот мозок не е да има гнев и насилство и омрза. Биолошката потреба на човекот да биде добар и разбирлив. Да. Значи мозокот сам не работи тоа. Сето тоа мислам дека тие насилни моменти се од некаде произлезени. Од примитивизмот на околината, да почнеме со тоа. Околу, вие ме споменавте пред ова интервју дека имате проблеми со бирократијата, со администрацијата во Македонија, да бидете заведени како жена. Вака, например, јас лично кога отидов ми помогне на пријателка која работи во една од организациите, социјална работничка, да пробаме да направиме промените во личната карта. Првен жената што работеше таму од администрација со господинот ми се насмеа, се испошепка меѓу нив двајца. Без никаков одговор, па се обрати на другите колеги, па сите почнаа групно да се смеат. Тогаш што ми рековме дека и ми кажаа дека не постои регулатива македонски знакот за промена и за исполнување на моите желби, го кажа иронично, да. А доколку еден случај па во помал град во Македонија, една девојче која беше во транзиција на маж, сега живее како маж, без никаков проблем го сменија незиниот иматичен број и родовиот идентитет, името и презимето во личната карта од помал град во Македонија. Така да законот е некаде во воздух и оставен на административните работници, значи нема никаква регулатива во Македонија. Некој кој сака, кој е добар човек, што ќе речам, од самиот администратор, бидејќи не постои против правила, не постои правило, веројатно може да се најде некој начин тоа. Доколку добрите луѓе го наоѓаат, другите се смеуваат и маргинализираат. ЛГБТ заедницата има ли проблем околу ЛГБТ ние најчесто многу е чудно затоа што во Македонија, например, транссексуалноста не е поврзана со хомосексуалноста или бисексуалноста. Транссексуалноста е се работи за родов идентитет, а родовиот идентитет се наоѓа во мозокот, а не се наоѓа во половиот орган. Така да ние често се обраќаме, бидејќи ЛГБТ сме некако заедно луѓе кои живеат на маргините и се маргинализирани, па најчесто се обраќаме во вие организации, каде што добиваме поддршката, моите, како и јас лично и моите пријателки, но меѓутоа и они не се доволно моќни, не е до нив, сепак е до државните институции, до може да инициираат, се разбира, како точно, да, се залагаат, точно како невладина се залагаат и мојата имам станалата поддршка од нив како и они од нас. Да. Што се однесува до Канада, како е ова решено? Регулацијата. Во Канада, мислам, живееме луѓе од секоја религија, од секоја нација, и од секоја сексуална ориентација, и од секој човекови род. Во Канада толку луѓето се занимаваат повеќе со својот бизнес, со успешноста, како ќе создадат нешто за семејството и како ќе уживаат во ноќните часови после работата. Никој не се занимава, дури сите сакаат намерно да се дружат со поразлични луѓе, бидејќи мозокот се прави самиот апгрейд, стално кој ќе се дружиме со некои различни. Имаат љубов, имаат милина во самите срца и во самото општество владе, каде што не име по природа да бидат да омрезат. Значи први не гледаат убавата страна и ги задржуваат, гледаат како особа. Многу е различно од Македонија, што е жалосно на некој начин, колку луѓето од Македонија заедно може да живеат среќни и во љубов. И кога доаѓате во Македонија, како се случува? Како се чувствувате? Значи 3 месеци стравувате психички се спремав, може многу повеќе од 3 месеци ме траеше психичкиот стрес, зашто и пријатели кои дојдоа од Канада, кои не се ни геи, трансджендери, има проблеми, има со некои случување на граница, така да ме потресува не со самото, бев премногу плашена. Каде што, бидејќи амбасадорот од Канада ме познава и ми рече доколку има некој проблем да сајме, бидејќи он од Канада
поживее таму, па ги прифати, он има разбирање, но ми рече знам како се во Македонија, он самиот ме потенцираше да бидам спремна. Имавме мали случаи со полицајецот требаше дополнително објаснување, па треба да се задлабочат објаснувањата, на крај кога се увери дека сум јас истата особа, пуштено сепак беше стресно и затоа поради се плашам сега и на самиот излаз од Македонија. Така да стресно е таа стресна ситуација што нема потреба во Македонија, немам ни еден постојан стрес од идење во предавници или идење во државна институција, но тука секое гледање со државен представник мене ми е страф и стрес ме представува. Што се однесува до личните контакти? Па личните контакти... Имате цивилизирани културни односи, предпоставам, со вашите пријатели? Да, значи сум препатена сега кога завршив мојата, кога видеа луѓето на што мислев, кога успев доволно после толку години и после толку тешки периоди да го направам тоа што сакам да бидам, и луѓето го прифатија бидејќи кога јас ќе се прифатам самата себе си, кој ќе се значи внатрешниот ќе со поистоветелство на вътрешниот дел, луѓето го гледаат многу јасно, имам сум многу дури среќен зашто видел нешто различно и претежно се дружам со урбани луѓе или културни луѓе кои сакаат да знаат повеќе и се многу дружелюбиви и среќни зашто ми имаат јасни зашто ги имам. Добре, јас благодарам што бевте гости. Благодарам за поканата.